нашиве млади рокери од градот во овие летни горештини редовно во тоа време кога немало ниту мобилни телефони, кога немало и интернет, кога немало доволно превоз, нашите млади редовно автостоп со автобуски превоз патувале во другите градови на овие летни горештини, некогаш и заглавувале во доцните ноќни часови додека се вратат. Па така некоја вечер, кога се собрале сите, веројатно на ова место, дошле до идејата и тие да си направат едно концертче, тоест да доведат тука групи и на некој начин да го создадат Руда Рок Фест. Економијата во градот претежно таа е создадена од тешка индустрија. Значи имаме рудник, имаме фабрики, имаме огромни погони каде што кога ќе влезете имате масовни машини за кои што и треба огромна електрична мокност. Кога ќе влезете во тие погони постојано слушате бучава, врисоци на тие машини и сето тоа мене ми многу соодветствува на самиот жанр на фестивалот, а тоа е хард рок и хеви метал. Значи и најдобар израз, символика или некој уметнички креативен порив да се изрази тој екзистенцијален момент на функционирањето на нашите граѓани можеби преку Руда Рок Фест. И затоа си го сакаме сите ова мало фестивалче. Тоа беше случајно средба во паркот со тука ентузијасти од провишти рокери, а со Канго Иванов од Кочани бевме многу блиски уште пред тоа и стапивме во контакт и дојдовме до идеја да направиме еден рок концерт во Провишти. Сами правевме бина, сами донасавме материјали што ќе треба за концертот. Озвучењето беше од Канго, пошто и немаше тоа време од каде да се набави, пред 30 години. Веќе трета година покрај бендови од Македонија, нашиот фестивал стана интернационален, значи пред 2 години ги имавме Big Deal од Србија, лани имавме 2 интернационални бендови, КБО и Leatherhead од Грција, КБО од Србија. Оваа година имаме дури 3. Значи тоа се Алогија, Power Search и Grey Noise и нашите паркети, Пепел и Мираж Бенд. Искрено да ви кажам, од првиот фестивал е еден од најголемите акценти секогаш да даваме доволен простор за младите. Јас само ќе го споменам од ова ново време, првиот фестивал каде што ни настапува бендови како Conspiracy, како Последен удар, кои што направија своја добра, успешна кариера и тоа нас не радува. И оваа година покрај Мираж имаме еден извореден хрватски бенд, тоа се Green Noise и тие се млади и тие сакаат да се промовираат.